Граѓани кои живеат во близина на трговскиот центар Елкос во Штип се жалат на класични грабежи и чести кражби. Тврдат дека несигурни и дома и на улиците ги прават роми на сите возрасти. Стресови многу големи, кражби големи. Нема крај не се става на во. Ја не знам што се мисли. Лично на мене ми се случи. Никој немаше на улицата, ташната ми зема, бега, ја трчам по него, не можам да го стасам, у мала душа сум дошла. Друг жител од овој дел на Штип денеска го потврди присутниот криминал на тамошните улици, напоменувајќи дека и тој лично минал лошо. На мене имам тука моторче, чисто ново, од стилче, од гаражето краде. Но освен возрастни, жртви на криминал се и деца чии соочување со насилниците е далеку потешко. Значи имам ќерка, имам од 10 години, пред некој ден со нејзината другарка што има 11 години, се зимнали доле да си играт. Неколку дета од ромска национална ги заобиколиле и почнали да ги претресуваат доле дали имат пари, дали имат мобилни телефони, дали имат некои други работи, дали имат. Не ми е јасно што треба да се случи за да почне таа ромска националност више да се стави уред. Овие сведоштва за несигурноста и на овој дел од градот се работа за полицијата, од каде случаите не ги негираат, но споменатите кражби кај нив не биле пријавени. Доколку граѓаните пријавиле, ние ќе сме ги презеле сите неопходни мерки. Апелираме на соодветна соработка која е услов за решавање на сите, па и на посочените случаи. Порачуваат од секторот за внатрешни работи Штип. Во однос на поплаките дека во најголем број од случаите станува збор за лица од ромска припадност, од мултиетничкото општество за човекови права, велат. Ваквите случаеви ги осудуваме најостро и сметаме дека не се потребни да се случуваат најмалку во ваков период. И она што сметам дека е најважно пред се, бидејќи случајот се надевам дека е пријавен и во надлежните институции, да институциите ги превземат соодветните мерки. Ние како граѓански сектор можеме да разговараме со родителите и со децата во однос на превенцијата и во однос на заштитата